Пробиштип до година ќе троши помалку пари од ова. Општината започна со проектирање на буџетот за 2017-та, кој ќе изнесува околу 120 милиони динари, што е дури 90 милиони помалку од сегашниот. Мислиме дека наредната година буџетот кој што го планираме е реален, бидејќи примањата кои што, односно полнењето на буџетот, се трудиме да биде реално согласно нашата долгорочна стратегија. Како и годинава и наредната, општината се фокусира на асфалтирање на патишта и поставување и обнова на водоводни, канализациони и атмосферски мрежи во сите населени места. Колку плановите на општината се совпаѓаат со реалните потреби на граѓаните, се увиде денес на заедничката средба на градоначалникот со представниците на местните заедници. Канализацијата имаме само малце, тоа е кај нас. И за уличните таму требаше на место да се стави тоа, да ни стави, тоа рече ќе стави. И да не прочисти реката. Еден од проблемите е водоснабдувањето во нашата местна заедница, како за стоката, така и за луѓето. Градоначалникот најде разбирање за нашиот проблем и се надеваме дека во најскоро време ќе пуште екипа која ќе ни обезбеди пристап до нашите ниви, нашата земја. Но жителите од градоначалникот бараат и друг вид на интервенции. Имаме еден проблем во селото, што немаме конекцијски, не сме поврзани, немаме, како да ви кажам, сигнал од ВИП и ОНЕ. Значи, тај проблем и интернетот, тоа го сега напомнавме кај градоначалникот. Освен преку вакви средби, приоритетни проекти, граѓаните ќе бираат и преку форумски сесии. Денес во Пробиштип се одржа третиот состанок. Се разгледуваат 4 програми на општина Пробиштип за наредната година, и тоа програмата за одржување на локални патишта и улици, програмата за улично осветлување, програмата за урбанизам и програмата за локален економски развој. Само за инфраструктура до година Пробиштип ќе троши околу 50 милиони динари. Во секој случај, ако собирањето на приходите оди подобро од очекуваното, ќе се направи ребаланс на буџетот.